Добро вечер. Мене ми представува исклучително голема радост, задоволство и чест да можам вечерва да ве поздравам во културниот дом на Струмица по повод изложбата на академскиот скулптор Синиша Новески "Крик во просторот". Да го поздравиме Синиша е реномиран автор со многогодишно искуство зад себе и со изложби не само во Македонија, туку регионално на Балканот, пошироко низ светот, а има негови скулптури кои си, например, во Соединетите Американски држави и во многу приватни колекции низ разни места во светот. Така што за мене представува, како што кажав, не само местото во кое што се наоѓам вечерва, место на култура, место на уметност, место кое всушност го подига човечкиот дух. Но истовремено е тоа што сум тука по повод на оваа изложба, "Крик во просторот", и со тоа што се работи за Синиша Новески, кој е исклучителен скулптор, а за мене голема радост што е исто така и мој многу добар пријател. И јас имав приликата да гледам како оваа изложба се создава, како се твори, да влезам во неговата мала работилница, така да ја наречам, во неговото мало ателие во Скопје, која мене лично ми наликува како да е некаква монашка кели, кога и да влезам внатре во неа. А што се случува во монашките кели е дека има многу тихување, има многу созерцување, има многу промислување, има многу молитва, но исто така јас знам, познавајќи ги животите на некои од тие монаси, дека има и многу пот, има многу труд и многу вложување. И знаете што? По многу од овие елементи, токму ова ателие на Синиша Новески се може целосно да се поистовети со една таква монашка келија. Во него има многу контемплација, многу обмислување, во него има многу креативност, но исто така, верувам, има и многу пот, има многу крв, има многу солзи, затоа што, дали буквално, дали метафорично, затоа што сите тие се вложени во неговите уметнички дела. А уметничките дела стојат и висат на еден конец. Се виси на еден конец. Дали духот ќе го вложите во него, и тој дух ќе продолжи да комуницира со оние за кои што е наменето, а тоа е публиката да го видат, или пак може ли само ќе направиме уште едно дело кое ќе помине само како феномен, но ќе го изгуби чувството дека во него има и дух. Ете, јас така се чувствував низ целиот овој процес, додека оваа изложба се создаваше, а исто така се чувствував уште по-длабоко, уште по-блиску, додека размислував за дел од овие скулптури, особено од по-новата серија на работата на Синиша Новески. И јас, лично, мојот текст во овој каталог за изложбата "Крик во простор" го нареков "Пепел и жар", затоа што бев инспириран токму од оваа скулптура со која што ќе почнам да ја говорам за мојот осврт на неговата изложба, а тоа е птицата жар птица, многу позната во словенската и македонската митологија. И кога размислуваме за жар птица, се разбира, веднаш ни текнува на тоа дека птицата е прекрасна, дека гори, дека се појавува во различни бои, дека доаѓа во една градина и зема златни јаболка. И од една страна знаеме дека живееме во прекрасен свет, но истовремено знаеме дека живееме и во петлосен свет. Особено денеска ние што живееме во овој свет, сега и тука, многу ни е јасно дека тоа е така. Ова е свет облеан со бои, расплослан во цела светлина, исполнет со милозвучни мелодии и опојни ароми. Но ова е свет на смок и на сивило, какофоничен, дури и, би рекол јас, септичен. Ова е свет изобилен и брутален. Пред нас како луѓе е избравен предизвикот на животот во овој и во ваков свет. А академскиот скулптор Синиша Новески го става ваквиот предизвик како водечка тема во овој опус на делата. Почнуваме, значи, со жар птицата.
изработена во дрво со рудиментирана форма и со груба завршница. Делото е синоним за брутализам. Раскошните перја на птицата ги нема. Сена скулптурата е сведена на брутален приказ лишен од каков било раскош. Нема перје, нема бои, нема сјаење, само сива, крута констатација дека животот е тежок и мачен. А животот е тежок и мачен. А сепак, секогаш останува жарче да тлее под пепел. Мала искра која бестрашно и се протиставува на темнината. Се работело ли за жар птицата, или пак се работело ли за птицата Феникс, копнежот по бесмртност останува. И затоа ќе се свртиме кон скулптурите кои се викаат бесмртна и зап на времето. Наспроти овој суров брутализам на жар птицата, Новески поставил фигура со сосема поинаква манифестација. Исправена пред сив бруталистички зид, стои фигура која му пркоси на брутализма, а авторот ја нарекол бесмртна. Ова може да се свати како продолжение на темата, а тоа е копнежот да се издигнеме од пепелта и да блеснеме во полн сјај. Но пеплосани сонуваме за бесмртност, иако не јаде неумоливиот зап на времето. И таа е за мене исто една многу исклучително, или ова конкретна скулптура го представува целиот овој опус на делот и на работата и на обмислата на Синиша Новески. Сонуваме за оваа бесмртност, но завод на времето не е јаде. Ни кажува дека постои четврта димензија, време. Тоа неумоливо истекува, а со него истекува и нашиот живот, како што големиот Анте Поповски знаеше да каже: јас мислев, времето минува, а тоа животот да ти помина. На ист начин, завод на времето не јаде и нас. И на ист начин, се обидувам да ја најдам каде е сега скулптурата Завод на времето. Не изложена. А не изложена. Јас се обидувам да ја најдам, да ја откријам каде. И на ист начин не јаде тој зап на времето. И потоа одиме кон брутално сам и прогонете. Секој е подложен на ова искуство и секој во него останува брутално сам. Сведочиме за рустично парче дрво, кое сведочи за реалноста таква каква што е. Груба, недоделкана, неправилна, со процепи и грбнатинки. Сите обиди да се изглади, да се рафинира личното постоење остануваат залудни. Таков човек sejedno останува брутално сам насреде суровата реалност. И нешто слично се случило со скулптурата Прогонете. Изолирани фигури стојат безпомошно. Меѓу нив нема никаков знак на комуникација. И за нив нема место во светот. Позади зидот изгледа целосно непријателски кон нив и тие не можат да поминат или да дојдат близко до него. И потоа ги гледаме скулптурите на врвот и нескршени. Во скулптурата на врвот човечката фигура го зазела местото на врвот. Но и овој успех е уште една замка на суровоста на постоењето. На врвот е само уште еден начин да се биде брутално сам, бидејќи нема многу место на врвот за другите. Па што тогаш да се направи? Делумен одговор се дава со скулптурата Нескршливост. Се на оваа скулптура упатува на нескршливост. Ова е позиција на непоколебив отпор. Под полните блокови има срце и дамари што чукаат. И сега влегуваме во втората фаза на размислувањето за изложбата на Синиша Новески Крик во просторот, или како што јас се нарекувам Пепел и жар. Ја гледаме скулптурата перспектива. И јас ќе кажам на вистина сеето за земјањето на перспектива, сеето до гледната точка. На прозорецот седи фигура која е епитом за брутализмот, но самата оддава чувство на хармонија, на смирение и на созерцание. Оваа перспектива е перспектива на слобода, отвореност и благосостојба. И се разбира, одговорот во се, секогаш и секаде и на секое место е во љубовта. И затоа Синиша Новески направил две скулптури кои говорат на таа тема. Едната се вика љубовна приказна, а другата се вика љубовна баланса. Тоа значи дека е време за љубов. Зашто љубовта го движи светот, ја распретува пепелта и ја разгорува жарта. Двете фигури на маж и на жена стамено исправени држат цела конструкција врз себе.
Формите се неправилни и дисхармонични. Тие брутално тежат врз двете фигури, но стојат без да подклекнат. Љубовта ги крепи и љубовта ги држи. Вистинскиот одговор е искрена, проста и суштинска љубов. За конечно ова размислување да го завршиме, одејќи кон другата скулптура која се вика љубовна баланса. Нивната љубов ги приближува со тоа што се остварува равнотежа во самата композиција. Седат едни до други и ако се помрднат, балансата ќе се изремети. Затоа во љубовта е многу важно да се додржиме до токму таа баланса. Затоа што љубовта е одговорот на човечкото постоење. И конечно ја имаме македонска Венера. Ова јас би ја нарекол убавина што спасува. Ова тема Новески ја заокружува со скулптурата македонска Венера. До израз доаѓа женственоста на фигурата, која преминува во духовен стремеж кон убавината и кон вистината. Може би затоа Новески токму таа фигура ја нарекол македонска Венера. Може би затоа што размислува за убавината и на една друга жена, а тоа е убавината на Богородица. Убавината на Венера е убавина која буди и поттикнува, а додека убавината на Богородица е она која спасува и која избавува. Заклучокот на сето ова од оваа изложба за мене е следниот. Пепелта не ја гаси жарта. Се на се постоењето се состои на љубов и на убавина, онолку колку светот во кој што постоиме бил брутален и суров наспроти тоа. Ниедна пепел нема за секогаш да го задуши жарчето што тлее. Таа чека да се роди пак жар птицата, по која ќе тргнеме во потрага низ разните искушенија, од каде што ќе се вратиме преобразени од љубов, од убавина и од вистина. На овој начин, овој автентичен македонски скулптор ни порачува дека приказната низ уметност и ни секое уметничко дело кое го создаваме или во кое што уживаме е приказна во кое што цело време се трагаме по самите себе си, се откриваме, се преобразуваме, љубиме и сакаме на тој начин да оставиме печат на местото каде што сме се родиле и каде што сме се живееле, а тоа е Македонија. Пепел и жар, крик во просторот, овие скулптури, за тоа сведочи академскиот сликар Синиша Новески. После инспиративниот одговор на Коста не би сакал многу да зборувам, меѓутоа сакам да се заблагодарам на вашето присуство на мојата изложба и посебно ми е чест и задоволство што имам изложба во Струмица, затоа што на некој начин сум емоционално врзан со Струмица, затоа што далечната 1999 година како студент прв пат дојдов во Струмица и работев од еден споменик тука во Струмица, учествувам на ликовната колонија и на тој начин стручно Струмица е почетокот на мојата ликовна кариера. Со ова изложба Крикот на просторот, јас како скулптор, како вајат преку скулптурата, вечер од сите фази до сега на моето 20 годишно творишто, сака да испратам некој крик, баш некој добар крик во овие кризни времења, каде што скулптурата нека биде повик за подобро и попозитивно време. Не ви сакам многу да должам, поздравувам сите и ви благодарам уште еднаш на присуството.